Точно така, значи јас Која 11 политичка години матрица? 11 години имам поминато многу интензивен ангажман во политиката. Вие спомнавте некои од позициите кои што ги поминав и зад себе тоа е огромно искуство, огромна можност за да дадеш не само размислување за себе, за луѓето околу себе, туку и јавно да своето мислење да го декларираш за да можеш да помогнеш околу одредени процеси и токови. Во државата и во општеството. Така што тоа не е голем товар за мене. Напротив, сметам дека е граѓанска должност, она што мислам дека треба да го кажам, неретко тоа го кажувам и јавно. Каде сте сега партиски позиционирани? Не сум никаде партиски позициониран, јас своето, ајде да кажеме, не слободно време, туку дел од своето време, освен бизнисот кој што во неколку области работиме, го имам посветено и во управувањето со Меѓународниот Балкански универзитет, заедно со неколку бизнисмени тука од државата, вклучувајќи господинот Ајдован Адемовски, господин Есер Джефаир од Джефаир Холдинг и така натаму, кој што ги креираме политиките на универзитетот и создаваме нови вредности. Значи, 3 години се вложи, од последните 3 години сум таму јас, заедно со господин Ајдован, и на задоволство, значи, таа не е професија која што... Но матрицата е политичка. Таму, па нема ни премно, таму е пред се менаџерство, комбинирано за мене и со здравството, затоа што прв пат, значи, отвараме оваа година, почнавме со работа со новиот факултет за стоматологија, стоматолошки факултет и факултетот за медицински сестри и акушерки, така што во сосема нова димензија на квалитет, како просторни услови и како наставна програма. Со добар кадар, академски кадар, првите студенти веќе почна да, значи, се нострифицира програмите, добивме работна дозвола, односно. Значи, ова е уште една област образовна. Значи, една област која што те исполнува душевно, да дадеш допринес за да младите. Ајде да ве подсетам нешто уште повеќе бидат барем во возраста кога студират, да имат можност да студират на англиски јазик тука во државата и да се едуцират рамноправно со своите, да кажеме, врсници. Да, нашиот универзитет има 3000 регистрирани редовни студенти, е најголем приватен универзитет во државата. Ова година имаме околу 800 ново регистрирани студенти, од кои не, значи околу половина, значи пола е бројката, секојаш статистички половина во државата, пола од студентите се тука од државата и пола се од регионот и велам, има и странци тука. Да, секако. Затоа ние на англиски некако вие сте благороден соговорник, но времево некако неумоливо ни лета. На кратко ќе ве вратам во можеби вашите политички звездени мигови во 2009 година. Се исплашивте ли од резултатот? Ќе ме посетите кандидат за претседател на државата, 130... Не, 140, не, 150, околу 150 гласови. Неколку стотици гласа, да. Ве шокираше резултатот? Не го очекувавте? Немојте да ми кажете како го очекувавте, затоа што Македонија беше шокирана, не? Да, беше, сите бевме пријатно изненадени, се разбира јас, огромна благодарност до сите тие гласачи и поддржувачи. Меѓутоа, пак викам да беше денеска таа понуда и таа програма немаше да биде со 150, тие беше со 300.000 гласови, затоа што тоа време беше сепак време на етнонационализмот, време кога веднаш после тоа, значи 2009-10 година, време на остри зборови, да. Проектот 2014 година почна 2009-2010 година, да не забораваме. Значи време на поделби, а не време на сплотеност и заеднички поглед кон иднината. Кажете ми, по објавувањето на таа информација има веќе неколку коментари во кои што кажав и сега кажувам дека нашата земја била многу полиберална во прибирање на податоци во однос на етничката припадност, од аспект дека сепак тоа е потребно за една земја каде што и да не речем живеат повеќе етнички заедници, да има еден таков податок кој што го има.
велам дека тие податоци ние и во поранешна Југославија и во пописите 91, 94, 2002 година и 2011 во пропадната постоја какви податоци. Меѓутоа имајќи во предвид дека пописот е најголема статистичка операција. Пописот е со најголем број на учесници. Пописот е со голем број финансиски средства. Пописот избедува милиони податоци кои ќе се потребни за развој на државата, кои ќе се потребни во научните институции, кои ќе се потребни за натамошни планирање, кои ќе се потребни за добиење на проекти, финансиски средства и да не говорам се она што се обезбедува единствено само преку попис и затоа пописот ради таа масовност, ради сета обемност што е, неслучајно се спроведува во еден 10 годишен период, односно на секоја 10 година. Според тоа, останува прашањето, пописот не е само етничко пребројување. Пописот демографски, да знаеме на територија на државата каде живее населението вкупно, во регионите, во населените места, да знаеме какво е по пол, какво е по возраст, какво е неговата, да не речам, образовна структура, колку имаме неписмени, колку се со занавршено основно образование, колку имаме население со основно образование, со средно, магистри, специјалисти, докторанти, доктори на науки и така натаму. Исклучиво се добива само. Па вие не знаеме колку станови имаме. Ние се бориме секој ден дадени дозволи за градба. Меѓутоа, колку станови има во држава, колку објекти има во држава? Од вас, стручњаците, устата пена ви фати, ова објаснувајќи го во јавноста, за сите пописи, и повторно се сведува на тоа, генерално доминира темата на етничкото пребројување на единките во општеството и во државата. Има ли некоја фалинка, можеби, во Уставот? Па, Уставот определува дека слабо изјаснување на граѓаните во односи на етничка припадност. Бидејќи тоа е слободно изјаснување на граѓанинот. Пример, во податоците сега ќе се прават обработки со гледувања, овој надвор од земјата и тоа, дали се над 11 месеци или се повеќе од 11, дали припаѓаат во земја или не. Затоа не велиме. Електронски се прибираат со комбиниран метод, меѓутоа тоа не е што е прибрано е тоа. Се прават согледување, се прават анализи, се прават разгледување на методот, се прегледува секој податок кој што е даден за да тој биде веродостоен, за да служи на еднината. Меѓутоа, може ли пописот да биде валиден без изјаснување за етничка припадност? Валиден или невалиден таков попис? Наспроти нашиот устав. Доколку државата се сложи дека тоа може да се спроведе и го донесе законот. Законот е предлог на владата, го донесува Собранието на Република Македонија, некаде што имаме и Министерство за правда, каде што имаме владени функционери, каде што имаме пратеници во Собранието, кои што сето тоа добро го знаат и во Уставот за примената него, каде што зацртани и тие кои што да речам се етнички. Јас малку идеалистички можеби инсистирам, но ќе има ли штета по пописот, по податоците, ако на наредниот попис, еве за 10 години, не постои таква графа за етничко изјаснување на граѓаните, без оглед Уставот како што тоа е определено на секоја земја. Дали ќе има штета државата? Па, нема да има штета, видите сега, ние не одиме сега, веројатно сите појави кои што ги имаме врз основа на етничка припадност на вработувањето натака, тоа веројатно еден ден ќе заврши. Но може е потребно за образование. Мене за образование и нешто друго мора да има. Сега ги имаме во повеќе структури, немаме училишта, основни училишта и средни училишта кои што изучуваат на свој мајчин јазик, немаме закони за мајчин јазик. Така се правата, да, велиме во тоа училиште има толку и такви ученици. Имаме настава на албански, на турски, на српски и така натаму. Јас сум токму во позицијата во која што ја мислам дека треба да бидам и сакам да бидам. И не очекувам никаква понуда и дури да ја добиам, најверојатно нема да ја прифатам заради тоа што сето тоа, ако сум се појавил на нечив митинг, не значи дека јас сум представник или ги застапувам интересите на таа партија. Доаѓам да кажам јас што мислам. Утре ако ме викне ВМРО, ќе одам и на нивниот митинг да кажам што мислам. Ја немам никаков проблем да кажам било каде што мислам. И проблемот со тие мигови е дека луѓето одма етикетираат и тагираат, не можат да сватат дека има луѓе кои независно размислуваат и немаат проблем да бидат и против таа партија во исто време и за, поради тоа што не се тука партиите и политичарите само да ги врегаме. Тука се и да ги поправиме, да ги пофалиме. Значи мораме да имаме едно пошироко гледање. Денеска е популарно да се врегаат политичарите. Извинете, да одговорам. Значи не очекувам и не добивам никаква функција. Ако смеам сега више да бидам дрзок, единствена функција која би прифатил
ова би било крал на Македонија, тоа ми се допаѓа, кој би бил крал би прифатил. Никоја друга позиција, директор, градоначалник, тоа не ми се допаѓа. Кога државата би ја водила браќата Грим, например, Со задоволство би прифатил. Но ајде да се вратиме на диагнозата. Од каде ви излезе тоа? Се двумевте дали Не се двумев, го заборив зборот има блок. подготвен или зборот во моментот го ова или чекавте малку тензија публиката? Не, многу беше проста ситуација. Од диџеј сцените веројатно малку навежбано. Всушност многу побанална беше целата приказна. Ова идејата, тоест чувството за диагноза дојде од една песна. Текст за песна, всушност веќе е готова песната, се уште не е издадена, наскоро ќе излезе, наскоро го издавам 200-тото издание. Вие сака да кажете си направите промоција на новата песма на митингот на предизборниот митинг на политичка партија. Ова беше заклучокот. Зборот диагноза искочи како заклучок од таа песна за мене лично, пошто приватна работа е диагнозата. Значи, наскоро ќе искочи 200-тото издание на PMG Recordings, 200 имаме издадено со тој лейбл и ќе биде компилација на некој пресек на она што сега што се случува и песната Градот ме тера да пеам ќе биде насловна песна на таа компилација, значи напишав една песна Градот ме тера да пеам и сватив одлична песна. Вика Градот ме тера да пеам, го живеам својот сон, градот ме тера да пеам, грешам половина тон. Пошто нели грешам, као што сгрешив кога го употребив зборот диагноза, не сгрешив со зборот, него го заборев, во моментот имав блокада и направив мала драмска пауза која всушност изгледа ми се освети негативно, значи се работеше за недоволно искуство во ораторство. Кој како го разбра, некој можеби очекуваше тензијата малку да порасне, што ќе каже Мирко Попов во моментот. Но значи проста приказна. Ја напишав песната, си реков која ти е оваа Мирко песна, ова ти е 100-та песна за Скопје. Јас сум опседнат со Скопје од мал. Цело време сакам Скопје да биде Њу Йорк, Лондон. Јас сакам да живеам фантастично у Скопје. Ја цел живот тоа работам. Си стварам прво на себе околина. Ако ја прашам, сакате да живеете скопски во Скопје? Да, сакам да биде као Њу Йорк, Лондон. И со 100-та песма за Скопје почнав да се зборам Мирко, шо ти е тебе? Која ти е оваа песма поред за Скопје? Па тебе Скопје ти е диагноза. Значи Скопје е мојата диагноза. Која е вашата? Добро, поставете вашата диагноза и Скопје. А диагнозата на Скопје, како ја гледа Мирко Попов и посебно кој е лекот? Си наслушавме во предвечерието на овие локални избори како се не е направено во Скопје и како се ќе се направи во Скопје. Скопје е една хаотична метропола на една многу млада држава. Млада држава подразбира млада по сите параметри, па и по искуство на самовладење. Ја мислам дека една од главните проблеми у Македонија, па и у Скопје е неискуството во самовладење. Значи се уште не сме доволно искусни за да знаеме што е добро за нас. Ние се уште немаме, ВМРО, СДСМ се уште немаат заеднички именител да речат наш заеднички интерес на Македонија, тука не правиме, не се караме, после тоа се караме за све. Уште не сме стигнали значи до основниот наш интерес. И тоа е главниот проблем. Затоа и Скопје е хаотично, кој стигнеш сака гради. Ние градиме од 91 наваму по наш памет. Претходно Југославија градеше. Така да ако погледнете Скопје 2014 или Дебармало, целата таа градежна мафија е резултат на неискуство во планирање и градење. Така да на Скопје му треба прво, ако ја више се прашам, некоја инфраструктура на граѓаните да им се обезбедат они основни овакви услови за полесен премин низ градот, така да и тоа и култура. Ако више бараме лек, пошто без култура ништо друго нема да се деси. Луѓе кои се образовани на одредено културно ниво и на слушани, на читани, на гледани, ќе имаат и пософистицирани потреби. Уметник се гледа и вака идеалистички малку, јас ги примам вашите пораки. Јас сум идеалист меѓу другото. Ајде малку на вулгарноста на политиката да вратам на оваа дневна. Што прогнозира Мирко Попов? Предпоставам ги следите и политичките збеднувања воопшто. Сега со смарт телефониве и така натаму постојано. Да, сакал некел морам да... Но ќе има ли предвремени избори или ќе има ново парламентарно мнозинство? Што вели музичкиот нерв на Попов? Да бидам искрен, никогаш... Или зашто сте вие всушност? Никогаш не се сериозно не седнам да размислувам дневно политички. Значи не гледам телевизија, не читам новини, не гледам вести више 20 години. Воопште не ме интересира. Сакам некел дознавам работи и размислувам во рамките на што мене ми одговара во моментот. Импулсивно? Па и импулсивно понекогаш и правам и грешки и све, но јас сум научен да живеам у разни видови на режими, да соработувам или да се конфронтирам со нив, но и да опстанам. И се надевам дека ќе успеам уште 2-30 години да го направам тоа. Така да дали ќе има нов градоначалник, дали ќе има ново мнозинство,
искрено не ме интересира. Тоа што мислам ќе го кажам. Ако некој ме викне ќе кажам што мислам. Ако мислам дека некого треба да поддржам, ќе поддржам. Не сакам да зборам лошо за другите, не сакам никога да деградирам или да негирам. Мислам дури тоа мое излагање или таму пред тие луѓе, ја никого ни деградирав, нит негирав. Сакам да кажам, не ме интересира, само сакам да продолжам да ја работам својата работа и сакам да се снајдам и да опстанам во било кој вид на поставка. Во оно време bili smo si vrlo slični zbog jedne društvene i političke karakteristike. I Slovenija i Makedonija bili smo na margini geografskoj i na političkoj. Mi smo bili van tog glavnog centra tenzija u bivšoj Jugoslaviji. I to nas je u nekom smislu povezivalo. I rasteretuvalo od... Tako. I rasteretuvalo. Od drugih griži. Belgrad i Zagreb poveke vode. Tako. Uzeli ste mi iz reči. Neko latentna vojna. Da. Uzeli ste mi iz usta, hvala. I sad Slovenija i Makedonija, država Sjeverna Makedonija, nas to još uvijek vezuje. Evo, premijer Zaja dao je odstavku u ponedjeljak, znači juče. Pričali smo pre jedan put, dok sam još bio ambasador, kaže mi, po nekoj anketi, kaže, Makedonci bi najviše volili da imaju za susjede Sloveniju i obrnuto. To znači koliko smo si još uvijek bliski i to ostaje. Došlo do nekih razlika u tom, da kažem, jedna druga država imali smo za cilj članstvo EU i NATO. Mi smo to ostvarili relativno brzo, moram da kažem. Evo, vas još čeka članstvo EU. Ali Slovenija to i go počne mnogo odamna, ušte vo vremето na Jugoslavija. Dobro, u nekom smislu da. Evropa staje i to veše floskula po koja... Da, ali hoću da kažem, vidite sad... Se grade evropskite vrednosti ušte togaš, za razlika od ovde, od Jugot, ne li? Verovatno je to razlika bila, ali ja vidim, obzirom da sad komentarišem makedonsku situaciju kakva je bila za vreme mog mandata, to 16 do 20. To da Makedonija, tadašnja i Sjeverna Makedonija današnja još nije Europskoj uniji, to je pre svega razlog vanjskih faktora. To nije razlog potencijala političkog, diplomatskog i sveukupnog kojeg je Sjeverna Makedonija iskazivala do jula 20. kad sam ja napustio vašu državu. Govorim sa distancije, neću da komentiram sadašnju situaciju. Znači, to je sad razlika između Slovenije i Makedonije. Mi smo već u EU, vi još niste ni počeli pregovore, ali, ponavljam, kroz čitavih ovih 20 recimo godina, to je pre svega rezultat vanjskih faktora i kombinacija. Jest moglo više da se uradi unutar države, pomenuo sam ekologiju, ali nije to bilo presudno. Ja mislim čak obrnuto, makedonska politika u posljednjih nekoliko godina ispoljela je velik potencijal za rešavanje stvari i to je vrlo bitno. I to treba da bude osnov i vodilo za dalje, za bilo koju političku elitu, bilo koju političku vlast, bilo koju političku partiju. To treba da bude vodilo. I u nekom smislu, da kažem, Evropa, ta famozna Evropa, to očekuje od nas. Slovenečki otpad vo Evropskата unija isto така не беше без пречки, колку што сеќам проблеми со соседи, пред се прво со Италија, па потоа со Хрватска, се решија и двете прашања на цивилизацијски начин. Изгубили нешто Словенија? Mi smo bili predmet dve blokade, jedna je bila bilateralna sa Italijom, to je rešeno takozvanim španskim kompromisom. Solana, doktor fizike, bio ono vreme španski ministar vanjskih poslova, on je izmenđerirao taj kompromis kad je bio predstavljen javnosti i potvrđen parlamentu, probudio je velike reakcije slovenačkih medija javnosti kako će to da našteti i tako da ništa nije naštetilo, jedna stvar. Druga blokada bila je kolektivna kad je zbog one bolesti ludih krava, tako da kažem, je Europska komisija zabranila uvoz goveđeg mesa iz Velike Britanije na kontinent i Velika Britanija je uzvratila blokadom procesa proširenja za 10 članica i posle godine dana ta se blokada se skinula. Имаше голем проблем меѓутоа со Хрватска, дури територијален. Граница. Моето прашање е, изгубили нешто Словенија? Какво е чувството на еден словенечки граѓанин во тој спор, во тој компромис? Vidite, sad, prošle su godine, to nije više tema, politika je shvatila vrlo mudro i naša, mislim i Hrvatska, da su tu temu gurnule iz prvih vesti, iz glavnih vesti i to se sad traje dalje, ide dalje, mislim, ta debata, arbitraža ispred 2 godine ili 3 godine,
Slovenska politika smatra da arbitraža presudila u korist Slovenije. Hrvatska politika ima drugčiji stav. To znači treba da se sačeka neko vreme da se prihvati to rješenje kao tako. Pa tokmu така, значи прво да го прецизираме контекстот. Значи јас не бев нападнат. Беше нападнато новинарството, не знае ниту како се викам кога ме напаѓаат. Обележен со легитимација. Ама воопшто во тие темници не можеше ни да се прочита. Ниту имаше обележи на култ. Они го нападна новинарството, видео камера, видео микрофон, видео новинар. Значи напаѓачите во тој контекст пред 20 кога велам 27 не само 27 април не е дента, 27 април е 2 години наназад. Значи, општеството создаде таква енергија во која граѓаните беа во длабока политичка криза, постојани, јас па ги кривам политичарите, постојани етикетирања, напади, граѓаните добија впечаток дека ние сме виновни за нешто, само што информираме од терен. И они не можејќи да се обратат на политичкиот опонент кој они лично го сметат за опонент. И барат фронт. Им не наоѓаат нас на улица, бидејќи нашата канцеларија е конкретно улицата или институциите каде што одиме. И велите на улица. Што го место се тепат меѓу себе да се истепаш новинар така. Така, и испратиш порака, ете тој мислам дека известува вака, мислам дека е таа провиненција и него ќе го истепам и ќе испратам пораката. Така што 27 не е ден, 27 е 2 години наназад. Врие, ферментираше и за да ни се случи тој настан. Не остана јад. Не остана ниту гнев, меѓутоа остана една, како да кажам, формално правна да видиме. Значи, заврши 27. Ние се разбудивме тоа утро со очекување дека повеќе ова нема да ни се случува. Така. Ајде велиме да бидеме конструктивни, предложивме конкретни решенија, измени во кривичниот законник. Ми се обратиш ли, ме нападнеш ли? Ти од обвинителството те гони по службена должност, Ке сте службено лице на службена работа, но видете, тука мора да разјасниме. Што значи тоа? Ова кривично дело прети казна затвор. Затоа што јас кога бев нападнат пред Министерството за внатрешни работи, МВР произволно ценеше дека моите две џунки не се доволни да се поднесе кривична пријава за насилство, дело со кое е предвидена затворска казна. Тука само 800 евра нарушување јавен ред и помина мојот напаѓач. На хирургија да завршите веројатно. Не е тоа пострашно, каде јас кажа. Пострашно е кој цени. А тоа во случајот е МВР или обвинителството. Затоа испраќаме, мора да испратиме овде. Добро, знаеме сите дека и тие институции се под силна пресија на дневната политика. Значи не смееме да оставаме повеќе на произволно толкување кога станува збор и описот на нашата работа. Оптимисти сте дека еве кај да е сега малку и комплицирани се политичкиве состојби актуелни, но кај нас постојано се комплицирани. Кој страдаме ние нашата професија. Има ли некоја известност, некое ветување на институциите на Министерството за правда, поготово дека ќе се процесуира брзо таа изборна промена, што сите ја поддржуваат, но никако да го види светлото на денот. Сега сме во собранието. Мораме пораката да ја адресираме до пратениците. Оние добија нивната правда. Значи 27 април кривично правно беше процесуиран. Ние не ја добивме нашата правда и нашата сатисфакција. Еве, ни паѓаат предметите во граѓанскиот суд. Ајде велиме барем да добиеме малку, значи врапче во рак. Radio 6800 Blackwell.